Ги следите регионалните вести. Постојаното загадување на воздухот во Тетово и институционалната негрижа стана тема и во музичкото творештво. Рап група на млади тетовци со порака за почист воздух. Негде, подалеку од чадојде, не сакам ја овде да се разболем. Тетово, Апин смо град незагаден. Ја немам бел троп, ми се зацрни братче. Не мора ни да дувам више, све како сум парче. Дај да бегам од градов, нека иде малет да искулирамо малце. Било шапка, било кале, зашто погледот горе е подруг. Не дишимо отрув, строго чист воздух. Ова е дел од песната на рап групата Говеда насловена Апин Смог, со која младите тетовци го искажуваат револтот од постојаното загадување на воздухот и тоа што институциите не превземаат ништо за надминување на состојбата. Членовите на групата, претежно млади и на околу 25 години, велат дека песната ја направиле бидејќи првенствено како сите останати се загрижени за своето здравје. Поттикнати бевме од тоа, од средината кај што се наоѓаме и условите на живот што ги имамо за поглед на хигиена и на екологија, ама ете, поради лошите услови ми ја направивме оваа песна за да поттикнеме малку поголема свест кај народов и кај одговорниве у градов што треба нешто да превзема за ова. Па све појќе и појќе сме загрижени за ова, пошто еве како што гледам задњо, Тетово е прв у свет за загадување. И стварно сум загрижен, не знам здравствено дали ќе успееме да го поднесеме ова, ама ќе продолжиме да се бориме. Ние можеме многу мало да направиме, само пресија може да се деси и према тие што треба нешто уствари да превзема. Ама ето, тоа е тоа. Раперите велат дека песната, за која има и спот кој може да се види на YouTube, е направена пред една година во 2014, но за жал ќе биде актуелна и годинава како и во иднина. Идејата беше тоа, значи да се каже за воздухов, за тоа што не мучи, за тоа, значи живееме сваки ден, сваки од нас живи у градов и се дави у воздухов. И тоа ни беше идејата, значи да го кажеме револтот. Се надевавме дека ќе дојде до некого и дека нешто ќе се превземе, да појче луѓе да го слушна, мало да се свесне народов овдека дека треба и тие нешто да превзема, пошто ние колку што можеме, например, прајамо за да допре до некого да се направи нешто ова, пошто стварно крајно време е нешто да се направи, пошто свите живиме у ова, свите се давиме у ова и као сваки нормален човек сакам да живим, кој ќе излезем да ми е убаво, значи да дишим чист воздух. Не да излагам и да се давим у ова што се давиме моментално. Ние увек се трудиме, значи, на хумористичен начин, со малку хумор, да влеземе у човечкава психа, знаеш, да го прифатат тоа, да видат стварно, знаеш. Да го направиме поинтересно за слушање и уствари меѓу редој да има и порука, значи да го кажеме тоа што сакаме да го кажеме. Младите тетовски рапери сепак имаат надеж дека нешто ќе се смени и дека во иднина нивното творештво ќе биде насочено кон други теми. Има материјал многу, ама инспирација имамо многу, значи живиме у таква околина кај што не сакамо искрено да се повтори, да снимиме таква песна, сакамо, значи, за нешто друго, за нешто поубаво, значи да не се давиме овдека, дај направите нешто, значи и вие се давите, значи и вие живите у истата средина, и вие го дишите истиот воздух, направите нешто, не мора ние да ви кажеме, се давиме овдека, пошто и вие се давите у истиот воздух. Значи, треба да ни да се реши овој проблем, за да имамо други теме од кај што ќе црпиме инспирација, да снимамо за други ствари, да не се замарамо више и немамо вода, воздухов не ни чини, депонија на онамо треба да, значи тоа се ствари што и вие ги живите и вие треба да превземете нешто за нив. Да се среда и да ги нема више тие проблеми.
Од изминати 312 дена во текот на оваа 2015 година, тетовци во 292 денови дишеле воздух во кој канцерогените PM10 честички биле над дозволената гранична вредност, а здравствените норми велат дека не смее да има повеќе од 35 такви дена годишно. Освен ова, во воздухот во Тетово 180 дена во годината биле измерени и повисоки концентрации од безбедната по здравје гранична вредност на приземниот озон. Здравствените нормативи велат дека во една година не смее да има повеќе од 25 такви денови во кои е надмината дозволената концентрација на озонот. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Општина Тетово утре на 10 ноември вторник во 6 часот наутро ќе изврши третирање на улиците со калциум магнезиум ацетат, кој во оптимални временски услови треба да го намали загадувањето на воздухот до 30%. Се молат граѓаните да ги тргнат своите возила од булеварот Илирија за ефикасно спроведување на оваа акција. Овој процес ќе продолжи во наредниот период и ќе се прошири на другите улици. Монаси од Бигорското монашко братство истражувале локација во атарот на селото Ростуше и откриле човечки коски. Тие одлучиле да го истражат местото водени од кажувањата дека таму во 1980 година биле погубени тројца монаси. Потеклото и од кога датираат пронајдените коски ќе се утврдува со вештачење. Монаси од монашкото братство на манастирот Свети Јован Бигорски пронашле човечки коски во атарот на селото Ростуше. Вештачењето треба да покаже од кога датираат и дали има поврзаност со кажувањето дека на тоа место на почетокот од минатиот век биле погубени тројца монаси. Случајот бил пријавен во петокот во полициското одделение во Ростуше. Според информациите од полицијата, двајцата монаси и коските, 30 на број, ги откриле во местноста кај поповите. Откако ги подигнале, ги ставиле во вреќа и ги однеле во манастирот во посебна просторија. По пријавувањето, полициски службеници на СВР Тетово на местото извршиле комплетен увид, при кој биле пронајдени и подигнати 100 коски, а и друг материјал. Сето тоа ќе се вештачи, пошто ќе се утврди од кое време потекнуваат коските и ќе се расветлат сите поединости, се вели во полициското соопштение. Монасите се одлучиле да ја истражуваат локацијата откако ја дознале приказната дека во 1918 година тројца монаси кои служеле во Галичник биле застрелани на тоа место под нејасни околности. Полицијата регистрираше 2 сообраќајки на автопатот Тетово-Гостивар, едната предизвикана од животно напад. 69 годишен мотоциклист од Тетово се здобил со тешки телесни повреди при суда со патничко возило што го управувал 44 годишен жител од Мала Речица. Сообраќајната несреќа се случила на улицата Видое Смилевски Бато, наспроти основното училиште Кирил и Методи. Мотоциклистот со повреди на главата и левата подколеницитно е префален на скопските клиники. Првично причина за незгодата е неприлагодена брзина. Вкупната материјална штета се проценува на околу 50.000 денари. На автопатот Гостивар Тетово 50 на метри до наплатната рампа Гостивар, патничко возило Голф со гостиварски таблици, што го управувала 30 годишна гостиварка. Вчера околу 11 часот излетело од коловозот и удрило во метална заштитна ограда. Од удирањето возачката и со патничката исто така од Гостивар. Со медицинско возило се пренесени во Гостиварската болница, а бидејќи се жалеле на болки во главата и градите, тие се префрлени на скопските клиники за дополнителни прегледи. Полицијата регистрираше уште една сообраќајка предизвикана од животно на автопатот Тетово-Гостивар. Незгодата се случила вчера околу 2 часот. Патничко возило Поло со гостиварски таблици што го управувал 37 годишен жител од Гостивар налетело и удрило во непознато диво животно. Нема повредени во возилото, а материјалната штета се проценува на околу 500 евра. Причина за незгодата, како што е утврдено во извршениот увид, е необезбеден коловоз.
Започна со работа млечен ресторан на Ада Житополок во Тетово. Тетовци можат да уживаат во вкусот на пекарските производи, но и да купат производи од мелничкото производство на оваа реномирана компанија. Се отвори млечен ресторан на Ада Житополок во Тетово. Ова е втора продавница ресторан од ваков тип поонаа во Скопје, а идејата е да се продолжи со отварање на ланец на продавници низ целата држава, велат од Ада Житополок. Целта е производите на оваа компанија да станат подостапни за потрошувачите. Тетовци од денес можат да уживаат во вкусот на пекарските производи, но и да купат производи од мелничкото производство на оваа реномирана компанија. Десеттици видови на леп се само дел од широкиот асортиман на производи кои можат да се најдат во новоотворената продавница. Багети, погачи, леп со сусам, леп под сач, ченкарни, интегрални лебови, грахам, охридски, шарпланински, германски, тоскански и секако лебот Витал. Освојуваат и на изглед и по вкус. Солени и сладки пецива од најразлични видови, како мафини, круасани со солено и сладко полнење, кифли, сирењаци, печива со семки, погачици, лајбици и интегрални лиснати производи. Бурекот и баничките се секако неодменлив дел од асортиманот на Ада Житополок. Како надополнување на вкусните пекарски производи се и млечните производи и безалкохолните пијалоци. Потрошувачите можат да ги вкусат купените пекарски производи во ресторанот и да уживаат во топлата атмосфера или пак да си понесат дома или на работа. Освен пекарските, на располагање на потрошувачите им се и производите од мелничкото производство на Ада Житополок, како најразлични видови на брашно, потоа надалеку познатите јувки, тарана, тестенини и слично. Млечниот ресторан работи од 6 до 19 часот и е со локација на крстосницата на улицата Благоја Тоска со улицата кон општина, на истото место каде што претходно функционираше продавница на Ада Житополок. Од раководството на Ада Житополок најавуваат отварање и на други продавници од ваков тип во Тетово и низ државата. Ќе се избира најдобра песна за деца и возрастни на македонски, албански и турски јазик. Конкурсот го распишува литературниот клуб Кирил Печиновиќ од Тетово. Литературниот клуб Кирил Печиновиќ при Националната установа Центар за култура Илијантевски смок во Тетово распишува конкурс за најдобра необјавена песна за деца и возрастни, а по повод месецот на книгата. Конкурсот се распишува за 6 категории, тоа најдобра песна за деца на македонски, албански и турски јазик и најдобра песна за возрастни на македонски, албански и турски јазик. Најуспешните литературни дела ќе бидат наградени. Конкурсот е отворен до 20 ноември 2015 година. Песните да се испраќаат напишани на компјутер во 3 истоветни примероци, под шифра во посебен затворен плик да се испрати решението на шифрата на адреса Национална установа Центар за култура Илијантевски смок, плоштад Илирија, безброј Тетово, со назнака за конкурсот на литературниот клуб Кирил Печиновиќ. Резултатите ќе бидат објавени и наградите ќе се доделат на литературна вечер на 7 декември во малата сала во Центарот за култура со почеток во 18 часот. Заврши увидот на полицијата и истражен судија во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и болницата е отворена за пациенти. По инцидентот кој се случи утринава во 9:30 часот на торакална клиника, врз повредениот хирург Љубомир Огненовиќ се направени испитувања и зафати. За среќа немал големо крварење и состојбата му е добра. Утрово незадоволен пациент чија мајка починала му пукал во нога на докторот кој бил дежурен. Полицијата привела 3 лица родени 1979, 1981 и 1985 година. Лекарите поради тоа што се чувствуваат небезбедни протестираа, бараа оставка од министерот за здравство Никола Тодоров и итни измени на законите што ја регулираат оваа сфера. Доколку тоа не се случи, тие најавуваа дека нема да вршат никакви операции на клиничкиот центар во хируршките клиники. Специјалното јавно обвинителство на чело со Катица Јанева од денеска почна со работа. Иако првично ова обвинителство требаше да брои 14, сепак тимот на Јанева има 12 обвинители. Како што соопштија пред новинарите, одлуката била донесена заеднички меѓу неа и Советот на обвинители. Тимот на Јанева го сочинуваат Гаврил Бубевски, Ленче Ристевска, Трајче Пеливанов и Арта Најро, сите од основното јавно обвинителство Скопје.
Лиле Стефанова од јавното обвинителство за гонење кривични дела од областа на корупцијата и организираниот криминал, како и Бурим Рустеми, Елизабета Јосифовска, Лела Кадрио, Љубомир Лапе, Марија Ѓорчева, Стефан Донев и Фатиме Фетај. Политичките партии ќе инсистираат законите да поминат по итна постапка, бидејќи Европската комисија утре треба да го објави извештајот за напредокот на Македонија. Прво на гласање ќе бидат ставени измените на законот за влада за да се овозможи премиерот да го достави предлогот за новите министри и заменици министри, кои најдоцна до петок треба да ги преземат функциите. Нов министер за внатрешни работи ќе биде Оливер Спасовски, за труд и социјала Фросина Ременски, додека заменици министри ќе бидат Кире Наумов за финансии, Александар Кирацовски за информатичко општество и Љупчо Николовски за земјоделство. Пратениците потоа ќе дискутираат за законот за заштита на приватноста. Предмет на овој предмет нема да бидат веќе објавените прислушкувани разговори. Ќе го опфаќа периодот од 2008 година до 2015 година, за оној што прислушкувал неовластено предвидена е казна затвор од 1 до 5 години. Законот ќе почне да важи 6 месеци по неговото донесување. Законот за свиркачите го добива името на Закон за заштита на укажувачите и ќе ги штити оние кои внатрешно, надворешно или јавно ќе пријават криминално дело и опасност од уништување докази во некоја институција. Како системски закон ќе ги опфати брачните партнери и блиските роднини на укажувачот. Тесна победа на опозицијската конзервативна партија ХДЗ на предвремените парламентарни избори во Хрватска. Освоија 59 пратенички места, 3 повеќе од досегашната владеачка социјалдемократска партија на Зоран Милановиќ. Најголемото изненадување и најголема причина за славење сепак имаше партијата на независни лист Мост, која освои 19 места во Саборот. Оваа партија добива клучна позиција во обидите за формирање мнозинство во законодавниот дом. Регионалниот парламент на Каталонија соопшти дека од денеска официјално ќе започне процедурата за отцепување од Шпанија. Регионот планира да прогласи независност до 2017 година. Одлуката за отцепување поминала со 72 гласа за и 63 против. Протестите во Романија продолжија вчера 6 ден поред, додека бројот на жртви на пожарот во ноќен клуб во Букурешт пред 9 дена достигна 45 лица. На универзитетскиот плоштад во Букурешт, кој е најактивно место на протестите, синоќа се собраа помалку луѓе во однос на претходните денови. На 1000 демонстранти го пречекаа со испиркување председателот Клаус Јоханис, кој вети дека ќе замине на плоштадот и ќе ги слушне барањата на улицата. Обезбедувањето на председателот едва и се справи со толпата, а Јоханис остана помалку од половина час на плоштадот. Премиерот Виктор Понта поднесе оставка во средата, но тоа не го намали незадоволството. Демонстрантите бараат предвремени избори, борба против корупцијата, зголемување на пензиите и платите. Јоханис го назначи досегашниот министер за образование за времен премиер. Опозицијската Национална лига за демократија на Нобеловката Аунг Сан Суки е победник на првите слободни демократски избори во Мјанмар во изминативе 25 години со освоени 80% од гласовите. Лидерот на досегашната владеачка партија Унија за солидарност и развој Хтајо го призна поразот, изјавувајќи дека ги прифаќа резултатите без никакви забелешки. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура се движеше од -2 до 6 степени, а дневната од 17 до 23 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена облачност и со умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од -1 до 7 степени, а дневната од 15 до 22 степени. Дојдовме и до крајот на регионалните вести. Останете и понатаму со програмската шема на радио и телевизија КИС. Пријатно!